Why is this Hawaiian island completely forbidden to humans for more than 100? Yeah, he got stuck in the traffic. Очите ви се преморени, одемна се продзевате и премногу ви се спие, но телото и умот никако да се предадат и понатаму скролате на смартфонот. Едноставното вклучување на ноќниот режим и намалување на сината светлина, според најновите истражувања, воопшто не го менува лачењето на мелатонинот, клучниот хормон за добар сон. Светлина од телефони или од сите уреди навечер емитува така наречена сина светлина, таа го прекинува лачењето на мелатонин во мозокот и нема спиење или нема квалитетен сон. И сега тоа што го спомнавте вие, таа опција за да се вклучи ноќен модус на работење на телефоните, не го елиминира проблемот. Тоа е важно да се знае. Го намалува. Вистинскиот начин на барање на решението е 1 час пред моментот кога сакаме да заспиеме, очите не треба да ги изложуваме на екран. Скролањето кон пропаста, како што популарно е наречена оваа зависност, се базира на игрите на среќа во казино. Со секое ново повлекување очекуваме добивка или награда, но освен возбуда се случува и разочарување, особено што секој нов пост, содржина или видео може да биде вознемирувачко. Основното тука е човек да разбере дека не станува збор за наивна работа. Значи дека не е некоја мала, едноставна навика која што не може да направи сериозни проблеми. Првиот чекор е тој, човек да разбере, да свати дека има проблем, и вториот чекор е да си поставува јасни цели, таа разлика помеѓу моментот на легнување и оставање на телефонот да расте. Гледањето забавни и позитивни видеа може да не расположи и релаксира по напорен ден, но ако прерасне во зависност, станува штетно. Хроничната ненаспаност води кон хроничен умор, а со тоа и големи последици врз здравјето, од попречување на когнитивните функции па се до нарушен имунитет. А тука, како што реков, проблемот е кумулативен, односно нема мака да ни направи нам една вечер ако легнеме малку покасно. Проблемот е дека тоа се напластува и дека не е една ноќ, не е една недела, туку е месеци па и години наназад, без да бидеме свесни. И тоа не воведува во состојбата на хроничен замор и хронична ненаспаност. Последиците се огромни по здравието.